Благодатью и человеколюбием всегда ныне и присно и во веки веков. Христос воскресе смерти, смертью смертью, прав Иисус те во гробе живот даровав. Христос воскресе смерти, смертью смертью, прав Иисус во гробе живот даровав. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Преосвященнейший Владыко, благослови. Христос воскресе смерти, смертью смерть поправ Иисус те во гробе живот даровав, истини Бог наш, молитвами пречисти и препорочния святия своя Матере, святого апостола Евангелиста Марка, его же и память совершаем всех святых помилуй и спасет нас, яко благ и человеколюбец. Ваши високи преосвещенства, честни отци, братя и сестри, монаси, монахини, возлюбени во Господа, воскреснатиот, братя и сестри, почитуван градоначалник на градот Македонска Каменица, голема радост и благослов ни приредија архиереите на Македонската православна црква, доаѓајќи во нашата Богом спасувана епархија, да ни направат чест нам, најнедостојниот архиерей меѓу нив, но пред се дојдоа да се радуваме заедно на воскресението Христово, да се израдуваме на тој настан кој што никого во светот не остави равнодушен, дури и оние кои што не веруваат во воскресението, не се равнодушни на тој настан кој го осмислува секој животен пат на секого, а особено на оние кои веруваат во тоа воскресение, затоа што тоа е патот на нашето воскресение и на нашиот живот вечен. Овие дена зборувавме за воскресението и кажувавме дека ако Христос не воскреснеше, тогаш ниту Божик ќе имаше смисла, ниту другите настани кои Христос ги направи, кои ги споменуваме, ќе личеа само на историско спомнување, но воскресението Христово ги осмисли сите тие настани и го осмисли и нашиот живот, не воведува во вечниот живот, како што рече неговото високо преосвещенство, во тој 8 невечерен ден, кој сите го очекуваме да дојде. И сакал на сите последно да ви се заблагодарам, затоа што дојдовте и ни увеличавте радоста на овој светол ден, великен, кога почестуваме и светиот апостол и евангелист Марко. Правенствено на неговото високо преосвещенство митрополитот Крушевски и Демирхисарски господин Јован, за кого родителската љубов е секогаш поголема и од напорот кој треба да го вложи, и не се штеди себе си и никогаш не се штедел да ми ја покаже таа родителска љубов, па еви и денес, кога после сите напорни богослужби, може би и заслужно треба да одмори, тој не пожали труд да дојде и да ни направи чест и да го примиме благословот од неговата митрополија. Исто така, на мојот возлюбен брат и сослужител митрополитот Прегалнички, господин Иларион, кој што од
секогаш сме имале братска љубов и разбирање, уште од нашите школски денови, секогаш со љубов и внимание се однесувал и оваа прилика благодарам што и овој пат ја покажа таа братска љубов и ни направи голема чест на именденот да дојде да се наситиме од телото и крвта Христови заедно и да се помолиме и во Царството Небесно да се причестуваме со едното тело и крв Христови. Преосвещениот епископ Јоаким Телјадровско-Илинденски, кој со својата духовност ни е учител ни сиве овие години, му благодарам што не пожали труд да дојде и со нас заедно да се израдуваме на Воскресението Христово. Преосвещениот владика Дрембицки, господин Давид, не можам а да не ја спомнам неговата пожртвувана љубов секогаш кога сме повикале за било каква помош и за било каков духовен совет, па и за лична поддршка во сиве овие 20 години, но и секогаш кога имаме прилика со радост се повикува на нашата покана да дојде и заедно да служиме литургија, да се причестуваме и од овде да го почнеме Царството Небесно, кое не завршува никогаш. Владиката, преосвещениот епископ Стовиски, господин Јаков, релативно кратко можам да речам дека се познаваме, но толку се зближивме што мислам дека се познаваме цела вечност, а тоа го прави Христос и истиот дух кој не поврзува. И затоа неизмерна благодарност и до Него, затоа што се повика на нашата покана да дојде и да ни увелича радоста со Неговиот благослов. И на сите вам, оци, кои дојдовте од разни места, на отецот Јорги од Бугарската православна црква, на отецот Славчо од Струмичката епархија и на другите кои дојдоа, на отец Жарко од Тетовската епархија и секако на високопреподобниот архимандрит Иринеј кој од Скопската епархија дојде да учествува со нас во радоста на Воскресението Христово, на почитуваните псалти од Белград кои дојдоа да ни увеличат оваа прослава со нивните прекрасни ангелски гласови, и благодарам и се надевам дека многу почесто ќе имат прилика да дојдат и мислам дека е тоа и нивна радост и желба и повторно да дојдат и заедно да се причестуваме со Христа, со телото и крвта Христови, да се радуваме на Неговото воскресение. На сите вам, браќа и сестри во Христа, кои дојдовте со голема почит и љубов, се чувствувам поразен од вашата љубов, иако мислам дека тоа само е поттик и јас што повеќе да се трудам околу вас и да служиме литургија заедно, да се причестуваме со телото и крвта Христови. Не се многумина кои дојдоа овде, очекував дека повеќе души ќе дојдат, меѓутоа, како што вели апостолот, малку квас го заквасува целото тесто, така да и вие, возлюбени браќа и сестри, кои сте овде и кои секогаш ме поддржувате од почетокот, да видите квасецот на оваа епархија која ќе го закваси целото
тесто и сите заедно да се радуваме на Господа. Почитуваниот градоначалник на Каменица, господинот Димчо Атанасовски, посебна благодарност, иако оставив за на крај, сакам посебно да му заблагодарам на него за се, за овие неколку месеци што направи за нас. Еве, по негова иницијатива во Македонска Каменица почна да се гради резиденција на епархијата и посебна благодарност за него и за денеска што дојде да учествува во нашата радост. Нека Господ на сите вас испрати благодат во изобилие. Нека светиот апостол Марко како молитвен застапник на нашата епархија и биде на сите нас на помош со неговите молитви. Благодатта Божја да се излее на сите вас, да ве крепи во животот и уште многу години да се радуваме и на воскресението Христово и на заедницата со Господа, која почнува овде, а не завршува никаде. Христос воскресе!